Македонската економија и БДП се стабилизираат и се над 3% во првиот квартал од годинава, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Денес со одговорност објавуваме, според прелиминарните податоци на Државниот завод за статистика, во првиот квартал на 2025 година реалниот раст на бруто домашниот производ, откако е избрана оваа влада, трет квартал поред е 3 или повеќе проценти, а прилагодениот, согласно сезонските и календарските податоци, е 3,2%, тоа е бројката која што ја објавува Евростат. Со тоа практично, врз основа на досега објавените параметри кои што ги објавил Евростат, македонската економија е рангирана на 4-то место, веднаш позади Ирска, Данска и Полска. За Мицкоски ова е успех и се должи на следното. Ова е доказ дека кога државата се води на исправен начин, но и со знаење, со план и со трпение, резултатите мора да дојдат. Знаевме дека не смееме да губиме време, затворивме поглавието на стагнација, несигурност и манипулација. Отворивме ново поглавје на економски раст, на вреднување на трудот, на поддршка на приватниот сектор, на фер конкуренција. Како Македонија споредбено стои со останатите земји од Европската Унија? Да речеме, Белгија е 1,1, Германија е 0, Естонија е 0,1, Франција е 0,6, Италија е 0,7, Латвија е минус 0,3, Унгарија е минус 0,4, Австрија е минус 0,7, Романија е 0,5, Словенија е минус 0,8, Словачка е 1, Финска е 0,8, соседна Србија првиот квартал е 2% и така натаму. Растот на бруто домашниот производ е услов за поголеми плати, подобар стандард, инвестиции и успешни компании, истакна Мицкоски на денешното обраќање, соопштувајќи го, како што рече, првиот стабилен економски раст од доаѓањето на оваа влада.